Во текот на наредната недела, Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија ќе одржи тематска седница на која ќе стане збор за непосредното поврзување и здружување на воспитно-образовните организации, односно гимназиите со материјалното производство. Затоа, нашиот прилог се однесува токму на таа тема. На 10-тиот и на 11-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија беше нагласена определбата образованието да прерасне во интегрален дел на здружениот труд. Тоа значи, секој степен на образование после основното не само да обезбедува кадри исклучиво за студии, туку и за потребите на стопанството. На овој план од 1970 година во Социјалистичка република Македонија покрената и се води широка општествена акција. Формирани се средношколски центри со кои се овозможи поадекватно задоволување на потребите од различни профили на занимање. Од друга страна, во гимназиите се уште се работи на класичен начин. Предметот општотехничко образование од пред неколку години заменете со производната работа, што требаше да биде прв степен во поврзувањето. Колку е успешно поврзувањето, доволно илустративно покажуваат резултатите од анкетата што ја спроведовме во неколку скопски гимназии. Од оваа анкета издвоивме две анкетни ливчиња за кои мислевме дека се поинтересни. Анкетираните одговараа на две прашања. Дали се задоволни од производната работа што изведува во скопските работни организации? И второто прашање беше зошто се задоволни или незадоволни од таа производна работа. Првото анкетно ливче за кое мислевме дека е поинтересно гласи вака: задоволен сум од производната работа, барем за кратко време бевме вклучени во производството во фабриката. Дадовме мала помош, но сепак значајна за нас. Убаво е кога човек чувствува дека не е безпомошен, дека допринесува. Во второто анкетно ливче една девојка напише: не сум задоволна од производната работа, заради тоа што не е доволно организирано, тоест не се знае кој на кого наредува. Ученикот представува објект на кого секој може да му рече да купи бурек, цигари и слично. Вие во текот на вашето учење, поточно во првата и втората година, одевте на производна работа во некоја од работните организации во Скопје. Дали сте задоволни од таа производна работа? Па, пред се да кажам дека целта што стоеше пред нас, односно да што поточно и подобро го запознаеме директното производство, во работната организација усија не ја исполнивме доволно. Затоа што кога бевме донесени на работните места во оваа организација, постоивме само како пасивни посматрачи. Не се најде ниту едно стручно лице да ни го објасни директното производство и поточно да не запознае со структурата на оваа работна организација. Работната организација беше доста далеко оддалечена од нашите домови, така да не беше воопшто организиран спроќајните средства не беа организирани, немаше превоз. И кога на враќањето од работната организација, половина од учениците влегуваа во автобусите на самата организација, тогаш беа пречекувани од погрдни зборови на работниците. И сепак сета оваа слика придонесе да се изгуби сето она мало интересирање што постоеше кај нас и со себе повлече и отсуствување, односно изоставување на работните места од страна на учениците. Пред се треба да напомнеме дека ако за производната работа има интересирање кај ученикот, тогаш дури би произлегол вистинскиот ефект. Тоа интересирање нема да биде вистинско ако учениците не бидат добро примени од страната на работниците, односно службениците. Дали работевте вие само на едно работно место во Треска или работевте на повеќе работни места во текот на целокупната производна работа? Ние во Треска работиме на повеќе работни места, со тоа што ни овозможи поблиско запознавање со техничкиот процес во повеќе погони во самата работна организација. Разговорот што го водев јас со моите другари од гимназијата Никола Карев, се установи дека навистина се добро примени од страна на работниците и тоа ја мислам дека треба да биде работната организација Треска, треба да биде пример за другите работни организации во Скопје, каде што одат учениците на производната работа. Веќе кажавме дека Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина во текот на наредната недела ќе одржи тематска седница на точно по ова прашање. Зошто токму во овој период се одржува оваа тематска седница?
Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина постојано посветува внимание на прашањата и проблемите врзани за образованието и воопшто за младите, бидејќи најголемиот дел практично на младата генерација се наоѓа во воспитно-образовниот процес. Прашањата на непосредното поврзување на воспитно-образовниот процес со организациите на Сдружениот труд од материјалното производство и останатите општествени дејности секако дека представува едно од најзначајните прашања во целокупното остварување на реформата на воспитно-образовниот процес. На оваа седница на Републичката конференција ќе се обидеме да ги определиме задачите на Сојузот на социјалистичката младина во натамошното остварување на оваа најконкретна определба за интегрирање на образованието во Сдружениот труд. Мислам дека неколку прашања се особено значајни за кои секако ќе стане посебно збор на седницата на Републичката конференција. Тука станува пред се збор за прашањата на професионалното насочување на младите, за планирање на потребите на кадрите во Сдружениот труд, за научно-истражувачката работа и вклучување на младите во научно-истражувачката работа, како на оние кои се наоѓаат во непосредниот процес на производство, така и оние кои се вработени, односно се мисли тука на младите работници кои треба се повеќе да се вклучуваат во развојните оделенија и сектори во организациите на Сдружениот труд. И натаму, секако едно од особено значајните прашања за младата генерација, тоа е системот за акредитирањето и стипендирањето, односно овозможување и на овој начин подеднаков став на младите во воспитно-образовниот процес. Кон средината на 1979 година усвоен е Законот за средно образование, со кој се овозможува директно или преку самоуправните интересни заедници да се врши размена на трудот, заедничко планирање и профилирање на кадри. Досегашното искуство покажува дека младите не се доволно вклучени во материјалното производство и дека недоследно се остварува законот. Но тоа секако не значи дека нема и позитивни примери кои представуваат почеток на спроведување на оваа општествено корисна иницијатива. Гимназијата Орце Николов во текот на минатата учебна година потпиша самоуправна спогодба со Републичкиот хидрометеоролошки завод и со Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Скопскиот универзитет. Јас сум работував со Сеизмолошкиот институт и таму бев мощно добро прифатен од сите стручњаци. Имав свој ментор кој ме воведе поконкретно во темата која ја обработував. Инаку во текот на мојата петомесечна соработка со институтот ми беа дадени на располагање сите инструменти и стручни помагала со чија помош може подобро да навлезам во проблемите кои ги обработувам, а без нив сигурно ќе ми беше многу потешко. Конкретно со темата која што ја имав, односно одредувањето на биохемиската потрошувачка на кислород на реката Вардар, дојдов и до одредени конкретни заклучоци за општата загаденост на реката Вардар, со која што видовме дека резултатите беа особено корисни не само за нас и за надградувањето воопшто на нашите знања, туку и воопшто за сите луѓе на нашата околина, како и за мерките кои што треба да се превземат против таа загаденост, воопшто како загаденоста, како еден општ и актуелен проблем денеска во денешно време и мерките кои што треба да се превземат. Мислам дека постојат доста добри можности за ваква соработка меѓу средните училишта и нашите научно-истражувачки институции. Бидејќи постојат доста млади ученици и млади таленти кои се заинтересирани за понатамошна научна работа, па мислам дека ова се постојат многу добри услови за тие млади ученици да се воведат во таа работа, да видат како изгледа тоа, какви се практичните можности за нашата современа македонска наука, а и понатаму мислам постојат нови факултети, нови гранки на кои можеме да се определиме и понатаму да студираме и да продолжиме како истражувачи. Деновиве Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина Македонија од Скопје доби писмо од основната организација на Сојузот на социјалистичката младина Македонија од село Дамјан кај Радовиш. Во писмото покрај другото се вели дека во селото постои задружен дом кој е собственост на земјоделската задруга Агро Македонија. Меѓутоа, веќе подолго време во домот нема никаков материјал и не се користи од собственикот, туку истиот адаптиран со лични средства од младината и останатото население на местната заедница и селото го користи младината за организирање на многубројни културно-забавни манифестации. За да се познаеме поблиско со проблемот, го посетивме селото и еве разговараме со младите од селото. Зашто го користеше младината до сега домот?
Домот пред 2 години воопшто не се користеше од страна на младината и тој одеше во распаѓање, но по иницијатива на младината истиот беше реновиран и во текот на наредниот период истиот ќе треба да се поправи и овие најактуелни прашања да се решат за младината. Имаме намера салата да ја користиме за рекреирање на младите, за игранки и разни секции, како драмската, например, која досега и покрај лошите услови успешно работеше. Исто така сакавме да ја прилагодиме за прикажување на филмови, како и да организираме гостување на уметнички групи од општината и надвор од неа. Во недостиг на домот, младината своето слободно време го користи неорганизирано и секој на свој начин. Единствена разонода на младите од нашето село е гледање телевизија, одење во Радовиш на кинопредстави, корзо и слично. Какви мерки презема основната организација на Сојузот на социјалистичката младина при село Дамјан за да го реши проблемот воопшто? Како што е напомнато и во писмото, основната организација на Сојузот на социјалистичката младина од село Дамјан повеќе пати инсистирала за решавање на проблемот за имотно-правната состојба, затоа домот да се предаде на користење на местната заедница и младината од селото, но досега тоа не е разгледано и решено, а потреба од тоа има и младината и основната и населението од селото. Собственикот за земјоделската задруга Агро Македонија констатиравме дека нема потреба од користење на домот. Зошто кога задрugата не го користи домот не се даде на користење на младите? Домот доскоро беше, мислам се користеше од нашата организација, бидејќи таму го користевме за смештај на механизација и така натаму. Тоа вака овие 2-3 години остана така не се користи, што не се користи, па ни младина не дојдела вака да се консултира со нас, оти има потреба од него за да они како младина користат. Да дојдат веројатно ќе се постигне некоја согласие да може да им се остапи како дом за нивно користење. Ете, таква е главном состојбата во село Дамјан и тоа се проблемите со кои се соочуваат младите од ова село. И не само од ова. Речиси во целата република состојбата е иста или уште позагрижувачка, а преку дадениот пример сакавме да укажеме на напорот и желбите што ги вложуваат младите од едно село за да го осмислат своето слободно време низ културно-просветни, општествено-политички и други активности од една страна и на пречките на кои тие наидуваат во решавањето на проблемот од друга страна. А дека е крајно време проблемот да се реши изборува и овој податок. По војната во периодот од 1948 до 1953 година во селото низ Македонија беа изградени 281 задржен дом. Тие беа изградени со средства на селските задруги, со доброволна работа на населението и со инвестициони кредити, со цел да се придонесе за побрзиот економски и културен развој на селото. Меѓутоа, од изградбата до денеска речиси 90% од нив не се користени за оно што беа наменети, туку најчесто како магазини, индустријски погони, станови, кафеани и слично, иако младите покажувале интерес да изнедат форми за нивно економично и рационално користење. Да додадеме, дел од младината на село веќе успеала да се здобие со младински домови и да го осмисли своето слободно време, но тој дел во споредба со останатиот е сосема мал, речиси незначителен. Сепак такви примери постојат и треба да се потенцираат, да се поддржуваат и поттикнуваат. За еден таков пример од Тетовско говори и следниот прилог на колешката Рада Исовска. Иако се знае, 90% од домовите во нашата република се запуштени и неупотребливи, или им служат како магазини и складишта на трговските организации и земјоделските задруги, сепак може да се наведат некои основни организации на Сојузот на социјалистичката младина на село, кои успеале да обезбедат своји простории. Една од нив е и основната организација на Сојузот на социјалистичката младина од село Беловиште, Тетовско, која ја посетивме овие зимски денови. Младите од оваа организација самите ќе ни кажат нешто повеќе за улогата на нивниот дом во организирањето како на културно-забавниот живот, така и воопштото збогатување на нивното секојдневие. Во 1969 година, кај членовите на нашата младинска организација се пројави иницијатива за проширување на културно-забавните и спортските активности во младинската организација. Уште во текот на истата година, нашата младинска организација во соработка со сите општествено-политички организации од нашето село успеа да добие согласност од земјоделската задруга Љуботон од Вратница, која пред тоа ги користеше овие простории,
да добие согласност за овие простори да останат во трајно користење на младинската организација. Кажете ни нешто за вашата основна организација на Сојузот на социјалистичката младина, за нејзината структура и за застапеноста на младите во другите општествено-политички организации. Во нашата младинска организација членуваат 60 младинци, од кои 25 се младинки, а останатото се младинци. Структурата на нашата организација членуваат претежно ученичката и студентската младина, а големи бројот на работничката младина. Имаме и младинци земјоделци кои претежно се свршени средношколци кои не нашле вработување. Соработката со другите општествено-политички организации од нашето село е многу тесна и соработуваме ние заеднички, ги решаваме сите проблеми на младинската и на другите организации од селото. Во сите тие организации, ние од младинската организација имаме своји членови во раководството, а од нашата организација имаме и 16 членови во Сојузот на комунистите. Ние младите слободното време го користиме спрема условите кои ги имаме. Пред се собираме во младинскиве простори, кои иако се скромни, ние во нив одржуваме состаноци, вршиме проби, играме пинг-понг, шах и друго. Повеќето од младинците читаат весници и друга литература. Јас како член на оваа младинска организација ќе кажам нешто за работата на секциите кои се грижат за културно-забавниот живот во нашето село. Имено, постојат неколку секции, тоа литературна дружина, фолклорна секција, драмска секција и рецитаторска секција. Ние досега имаме организирано повеќе приредби во пресред на државни и републички празници. Исто така организираме и забавно-музички вечери, каде често се среќаваат млади од околните села и од градов. Ова се само неколку фактори преку кои младинците од нашето село се истакнуваат на културното поле. А дали организирате некоја спортска приредба по повод некој настан на ниво на општината? Секоја година во нашето село се одржува еден традиционален меморијален фудбалски турнир Славе Груевски Пајзо. Овој турнир се одржува на 4 јули на денот на борецот, бидејќи за време на Втората светска војна од нашето село 30 борци ги дадоа животите за оваа денешна слобода. Тетовскиот крај е познат по тоа што голем број од населението се наоѓа на привремена работа во странство. Само од ова село има околу 450 жители на привремена работа во странство, од кои 30 до 40 се млади. Основната организација на Сојузот на социјалистичката младина од ова село од поодамна соработува со своите млади сограѓани на привремена работа во странство. Каква е вашата соработка со младите на работа во странство? Соработка на нашата младина од ова село со младината која се наоѓа на привремена работа во странство има. Особено со онаа младина која се наоѓа во Детроит, бидејќи тие во поголем број за време на летните месеци доаѓаат кај нас на одмор, а ние се трудиме тој одмор да им го направиме попријатен. Плод на нашата соработка е нашата разгласна станица која ни ја подарија младинците од Детроит. Како благодарност за таа станица, ние им подариме исто дресови со надпис на фудбалскиот клуб БСК и селото Беловиште. Ова е еден пример на основна организација на Сојузот на социјалистичката младина, кој ни покажа како може да се организира културно-забавниот живот и како може да се помине слободното време на село во веќе адаптирани простории на домовите што се уништуваат. Да се надеваме дека вакви примери во иднина ќе има многу повеќе и младите во просториите на домовите ќе најдат свое каче за збогатување на своето секојдневие, а воедно нив ќе ги одржуваат, обновуваат и заштитуваат. А сега неколку збора за културната дејност на младите. Нашата камера се наоѓа во естетичката лабораторија
при катедрата за филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје, кој постои од 1975 година. Студентите и професорите на катедрата, покрај наставната програма, ја истражуваат и негуваат културата во сите нејзини сфери – ликовната уметност, архитектурата, филмот и театарот. Во рамките на естетичката лабораторија, формирање и отворениот театарски универзитет, чија приоритетна цел е да ја пренесе театарската сцена во улите на факултетот, приближувајќи ја на тој начин до окото и срцето на младиот човек. Врз основа на искуствата од отворениот театарски универзитет, во 1978 година започна со работа театарската работилница. Студентите од филозофскиот, филолошкиот, правниот и економскиот факултет, професорот Кирил Темков и тројца театарски дејци Владимир Милчин, Кире Печијаревски и Љубиша Никодиновски се зафатија со формирање на нова театарска трупа, која по многу нешто ќе се разликува од другите професионални и аматерски ансамбли што действуваат во Македонија. Тие сакаа и направија еден нов театар, чие име е најмалото театарче во светот Зелената гуска. Првото дело од плодната работа на младите во театарската работилница овој месец ја догледа светлината на театарската сцена. Представата е работена според делото на Константи Илдефонс Галчински, чиј превод и режиска постановка ги направи младиот режисер Владимир Милчин, и по тој повод дојдовме во нивното најмало театарче на светот за да направиме мал разговор. Кирил Темков е раководител на отворениот театарски универзитет. Ке ни кажете ли нешто повеќе за искуството и работата во него? Отворениот театарски универзитет го започнавме пред 5 години и досега игравме преку 90 представи во рамките на него. Негова амбиција беше да ја расшириме театарската уметност среде нови социјални средини, во нови простори, да разни представи на различни места ги играме и да видиме како тие функционираат како театарски феномен. Потем да шириме театарската свест и самата ова представа што ја направивме е всушност една таква представа, да се обидеме сега да театарски да твориме во нашето време и на начин кој се одвестува на времето. И мислиме дека всушност покажавме дека секоја уметност, а особено театарот е уметност која треба да има голема живост, која треба да има голема фреквентност, која треба да користи разни други средства, а не само театарскиот салон и гледање на представа. И во првиот подготвителен период работевме вежби, етиди, импровизации на зададени теми. Потоа работевме на еден конкретен проект Кандид од Волтер, а од септември месец 79 година до премиерата во јануари работевме на представата најмалото театарче на светот Зелената гуска. Подготовките на представата непосредно пред излегувањето се одвива во оваа лабораторија, на некој начин лабораториски, сите сами си ја подготвувавме сцената, костимите, донесовме од дома разни материјали кои се вклучени во самата представа, а на некој начин и материјално сами ја подкрепувавме и обезбедувавме. Представата воедно произлегува од нашите лични интереси и желби на некој начин да се забавуваме, да градиме еден весел панаѓурски театар, кој го одредува и нашиот однос кон светот, кон средината, а произлегува и од желбите на студентите на факултетот и на нас самите да се живе и да се збогати културниот живот на самиот универзитет. Представата е резултат и на искуствата на отворениот театарски универзитет, како што кажавте, прочем. Нашите понатамошни планови се веќе имаме неколку покани за учество на некои фестивали, на театарот на младите најверојатно во Мостар, па постои идеја за фестивалот на мали експериментални сцени во Сараево, на филозофијадата во Неум. Преку лето планираме да се лоцираме во Охрид, па да даваме представи на Охридското и Преспанското крајбрежје, че играме представи на отворен простор по училиште и секаде кај што има млади луѓе и луѓе спремни да ги гледаат нашите представи. Кире, зошто и покрај тоа што имаш диплома од Факултетот за драмска уметност, не си член на некој професионален театар, туку играш со аматери? Зошто сум сега со аматерите, не некој лелекање или плачење за она што не сум во театарска куќа, туку напротив едно големо задоволство за тоа што работам она што навистина го сакам, почнувајќи од сценариото, завршувајќи со луѓето кои што се во тој театар. Кратко речено, ако направиме, што вели еден колега во представата, краток осврт околу себе и ако се подсетиме на онаа семена фотографија што вие прикажавте пред малку на ТВ екраните, ќе видиме дека се тука млади луѓе и мислам дека е тоа една од основните причини поради која што сум овде.
Минатата година, кога се запишав на универзитетот, прво го прочитав огласот на театарската работилница да другаруваме, ајде да си играме со театарот. Јас, бидејќи сум љубеник во театарот, сметав дека е тоа можност на наједноставен начин да се другарува со театарот. Јас многу одамна почнав да ги гледам представите на професионалните театри и така се здобив со љубовта кон театарот. Сум членувал и во други трупи, како што беше театарот кај Свети Никита Голтарот. Што се однесува до успехот на нашата представа и до бројноста на посетителите, морам да признам дека очекувавме дека ќе биде посетена представата, барем од студентите на Филозофскиот и Филолошкиот факултет. Меѓутоа, пријатно не изненади бројот на посетителите и начинот на кој тие ја прифатија представата. Работата во една аматерска трупа предпоставува гледање на професионални театарски представи. Ако таа трупа има амбиција да донесе некаква измена во театарскиот живот, така и нашата трупа со почетокот на работата започна и да колективно да посетува представи во театрите. Премиерата на најмалото театарче на светот, Зелената гуска, ја возбуди македонската културна јавност. Првата изведба привлече на 2500 посетители, а улата на Филозофскиот факултет беше исполнета до последното место за стоење. На лицата од гледачите се читаше радост предизвикана од она што се одигруваше на сцената. Тие денови, а и понив, меѓу студентите на факултетот, често можеше да се чуе навистина добра представа. Покрај студентите, гости беа и многу професионални артисти, режисери и се разбира новинари, кои во дневниот печат на радиото и телевизијата ја оквалификуваа представата како весел, разигран младински театар. Но представата не престана да живее по својата премиерна изведба. Деновиве за голема среќа и радост на оние кои сакаат да го видат, најмалиот театар на светот ќе настапи во Домот на младите 25 мај. Се предвидуваат изведби и во училишта, работни колективи, во фабрички хали и на другите факултети од Скопскиот и Битолскиот универзитет. Почетокот на пролетта ќе овозможи отворен простор за најмалото театарче на светот, Зелената гуска. Од сева ова што го чувме и видовме, без двумење, можеме да речеме. Иницијативата на естетичката лабораторија да го сврзе театарот со младиот човек во целост успеа. И бидејќи е тоа отворен театарски универзитет, за сите оние што сакаат да учествуваат во неговата работа, вратите се отворени.